Почитуван колега, ме испровоциравте да се јавам за реплика кога ги спомнавте општините. И велите дека не им се давало ништо на општините, навистина биле во многу лоша состојба, дека навистина им требало помош. И јас се согласувам дека од централниот буџет треба да се издвојуваат и пари за општините, бидејќи така ги подобруваме условите за живот на сите граѓани. Во ребалансот и овој пат предвидувате средства за поддршка на општините. Повторно нагласувам, добро е тоа. Ама да ве потсетам дека и владата предводена од СДСМ во изминатите години го практикуваше тоа. И така еве само да ве потсетам дека во општините се инвестира 265 милиони евра за 686 проекти и нагласувам распределени средства во сите општини неселективно. Зошто го нагласувам ова неселективно? Затоа што бевме свесни дека тоа значи подобрување на условите за живот на сите граѓани. Сега јас да ве прашам, не знам како пак не се срамите да зборувате за состојбите во општините, кога еве за пример ќе ја земам градоначалничката на град Скопје. Вие не ја донесовте, јас не ја заокружив со мојата рака градоначалничката на Скопје, на изборното ливче, вие ја заокруживте и со тоа ја донесовте на власт. Скопје доживеа вистинска хаварија, живее уште во неподносливи услови, се таму што беше програма, а вие со аплаузи го поддржувавте и заедно славевте нели пред Белата палата, падна во вода и Скопје го живее најмизерниот период од кога постои, ми се чини. Исто така да ве потсетам, бидејќи не сте биле пратени, но сметам дека сте ги следеле случувањата, бидејќи сте нели секако во политиката, дека до 2021 година во собранието се блокираше законот кој што се однесуваше на заем за локалните и регионалните патишта. Председател на оваа комисија тогаш беше Тимчо Муцунски. Ама веднаш се смени мислењето 21 кога дојдоа градоначалниците од редовите на ВМРО. И кога го спомнав Тимчо Муцунски, кој што брзо избега да стане министер, зашто беше неподносливо неговото тамо раководење со општината, еве како пример ќе ви кажам колку пари од централниот буџет се слеале во општина Аеродром. Само во периодот додека тој бил градоначалник. За основното училиште Блаже Коневски да се догради 100 милиони денари. За нов објект на клонот Изворче на детската градинка Црничка 70 милиони денари. За реконструкција на улиците Мите Богоевски, Црноризас Храбар и Илија Димовски Гоче во населба Лисиче 60 милиони денари. За новиот објект на полициската станица Аеродром 130 милиони денари. За реконструкција на игралиштата во дворот на основното училиште Браќа Миладиновци 2,6 милиони денари. 700.000 за техничка документација за изградба на водоводната мрежа во делот Долно Лисиче. И немој да зборувате дека општините биле оставени така. Најдете си поспособен кадар, зашто повеќе од половина мандат на градоначалниците помина. Благодарам.